Таа е историчар на уметност и археологија и магистар по менеджмент во човечки ресурси. Има над 20 години работно искуство во Министерството за култура, а во моментов е и советник во општина Бутел. Оливера Ливринич во интервјуто за Прва Скопска ТВ објаснува зошто се кандидира за градоначалник на општина Бутел, кои се нејзините приоритети. Ја добивте довербата од партијата. Зошто сметате дека ја заслужувате и од граѓаните? Довербата од партијата ја добив за мојата досегашна посветеност и ангажираност во локалната самоуправа. Но за мене најважна е довербата на граѓаните, затоа што граѓаните се силата што менува. Не ветувам невозможни работи, туку реални и остварливи проекти во еден мандат за подобар, похуман и поубав Бутел. Верувам дека ја заслужувам довербата затоа што работев честно, одговорно и со реални познавања на потребите на сите граѓани. Сакам да бидам гласот на граѓаните, затоа што нивната доверба за мене представува голема обврска и секако чест. Каква ќе биде вашата кампања? Кампањата пред се ќе биде позитивна, со идеи, со остварливи проекти и со разговори помеѓу граѓаните. Сметам дека на народот му е веќе смачено од негативни наративи, меѓусебни обвинувања и па гледате во изминативе 34 години од осамостувањето нема политичка партија која што не учествувала во власт. Но за жал ние останавме само на меѓусебни препукувања, обвинувања, префрлање на одговорност и се поголема подолба. Немаме оправдување за состојбите во кои што се наоѓаме сега. Мајка ми велеше, ако во едно семејство нема слога, нема ни напредија. Токму тоа ни се отсликува во сите пори во државата. Затоа наместо подолби, нудам решенија и остварувања. Сакам кампања која обединува, која дава надеж на граѓаните дека политиката може да биде човечка и достоинствена. Само заедно можеме да го изградиме Бутел похуман и подостоен за живење. Која ќе биде првата работа што ќе ја направите како ќе бидете избрана за градоначалничка на општината? Прво ќе отворам општината за граѓаните преку комуникација и редовни средби за решавање на нивните потреби. Приоритетите се јасни од мојата програма. Тие се реални потреби и барање на граѓаните. Но најпрво што ќе направам, ќе го исчистам ѓубрето од секое катче во општината. На што се однесува вашата најголема забелешка на работата на градоначалникот во изминатиот период? И сегашниот, и сите минати градоначалници го дале својот допринос во општината и јас како граѓанин сум им благодарна за тоа. Немам сомнеш дека го дале својот максимум, но максимумот им бил до тука. И затоа станале сериозни пропусти и нерешени, аветени, незавршени, аветени работи. Затоа, наместо празни ветувања, сакам остварливи проекти во еден мандат. Погледнете само неговата програма на сегашниот градоначалник, мој сегашен ривал во кампањата. Ниту еден од приоритетните проекти не е реализиран. Ниту еден. 80% од програмата не е реализиран. Бутел е нечист, со многу нерешени комунални прашања, со многу малку зелени површини. Граѓаните заслужуваат градоначалник кој што ќе биде меѓу нив, ќе дава решенија и ќе го остварува ветеното. Кои конкретни мерки ќе ги предложите за младите во општината со цел на нивно задржување? Младите се приоритет во мојата програма. Сакам да ги поттикнам и поддржам да останат и да изградат својата иднина тука во Бутел.
Ќе обезбедиме стипендии за средни стручни училишта, за курсеви и занаети, како и преквалификации потребни на бизнес заедницата во Бутол. Со развој на предприемачки програми за отварање на сопствени бизнеси, како и создавање на места за културни и уметнички изразувања, спорт и идеи за разни активности во слободно време. Сите се жалат од нехигиената на внатрешните делови во општината кои што се под нивна ингеренција. Како планирате на граѓаните да им овозможите почиста и поздрава животна средина? Најголема забелешка на граѓаните е нехигиената. Преплавени сме со ѓубре во сите делови во општината. Бутел никогаш не бил понечист. Моја цел е воспоставување на ред и систем за одржување на хигиената. Со редовно и навремено изголемено чистење на улиците, како и малските делови. Со зголемен број на ангажирани лица, сезонски работници и секако реално вреднува нивниот и платен нивниот труд некако до сега. Со повторно активирање на машините за чистење познати како метварки, кои што беа набавени пред 8 години, а заборавени во изминативе 4 години, со воведување на систем за селекција на отпад, со поставување за зголемување на бројот на контейнери и секако нивно навремено чистење, со поставување на контейнери за селекција на отпадот, како и за кабаст отпад, кој што е еден од големите проблеми на населението во Бутол. Со воведување на мобилни екипи, комунални екипи за хигиена, со санкции против несоветниците граѓани, како и едукација за подигање на свеста на населението за зелен, чист и безбеден Бутол. Верувам дека заедно можеме да го направиме Бутол похумано место за живење.